Талат Џафери да формира влада без технички министри од ВМРО ДПМН. Ова е желбата која на водици ја соопшти актуелниот и уште неколку дена премиер Димитар Ковачевски, ако пратениците на ВМРО ДПМН не гласале собранискиот спикер да биде премиер. Доколку ВМРО ДПМН реши да не гласа за таа влада, тогаш сметам дека тие места треба да останат празни, мандатарот да предложи влада во која што тие места ќе бидат упразнети и во моментот кога ВМРО ДПМН ќе реши да ја поддржи владата, тогаш наредниот ден ќе може мандатарот да предложи и во истиот ден да се изгласаат министрите кои што на нив им следуваат. Овој став на Ковачевски е контрапретходниот, повторен повеќе пати, дека ВМРО ДПМН има законска обврска да има министри во техничката влада, став кажан во моменти додека партијата на Мицкоски размислуваше дали воопшто да учествува во владиниот состав кој ќе го води сегашниот собраниски спикер. Сметам дека не постои причина во овој случај ВМРО ДПМН да не ја исполни својата законска обврска, бидејќи тоа предлагање произлегува од закон за влада и од закон за избори. ВМРО ДПМН решија да учествуваат во техничката влада со цел да спречат, како што кажа, евентуална изборна кражба, зашто велат биле подготвени во владеачкото мнозинство. Мојот став е јасен, а тој став ќе го соопштам и на извршниот и централниот комитет. Талат Џафери не ја заслужува поддршката од ВМРО ДПМН и ќе се воздржиме од гласање. На зборовите на Ковачевски експресно реагира и од ВМРО ДПМН. Ова биле ефтини трикови и надмудрувања кои биле очекувани од Ковачевски и неговата власт. Велат останува на нив да одлучат дали ќе го почитуваат или кршат законот со цел загрозување на изборниот процес. Велат и дека законот не познава предлози за министри празно место. Инаку извори од Мала Речица за телевизија Клан Македонија кажале дека пратеници на оваа партија нема да ги поддржат предлозите за министри во техничката влада кои доаѓаат од ВМРО ДПМН.